Велам добар ден уште еднаш од студиото на телевизија 24, како што и најави во централниот дневник, ќе зборуваме за едно истражување кое што е направено од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Свети Кирил и Методи универзитетот, директорот Петар Атанасов, мој гостин. Благодарам што ја прифати мојата покана. Благодарам. Имаме фактори на влијание врз слабите резултати на учениците од основно образование кои што ги постигнуваат на меѓународните тестирања. Ова ќе бидат ексклузивни информации кои што ги добивте вие од истражувањата. Да одиме хронолошки едно по едно да видиме зошто имаме вакви веќе континуирани слаби резултати од истражувањето. Е пренесо уводни зборови, па ќе одиме како што ги подготвив прашањата. Повеќе фактори влијаат врз тоа. Нашата желба беше точно таа, беше мотивацијата, си изнагледавме слаби резултати. Зошто тоа се случува? Сакавме да знаеме повеќе и направивме едно релативно сложено и сензитивно истражување на голем примерок од 1288 деца, 585 деца од 8 оделение и 703 деца од 4 оделение во 10 училишта во Скопје, во две различни општини. И меравме или симулиравме техника на читање со разбирање. Тоа значи дека ученикот добива тест, чита еден текст во зависност од должината кое оделение и потоа одговара само на 6 прашања. Еве можам да покажам на пример, ако камерата може да фати. Добро. Која камера? Значи еве го тестот за 4 оделение. Добро. Значи една страна текст може да прочита. Ова е напис, значи имавме две теми, едната тема беше фикција, расказ кој беше измислен, а втората тема беше позната тема за децата за загадувањето на воздухот во Скопје. Значи ова е за загадувањето на воздухот во Скопје. Значи имаме еден мал текст и потоа имаме само 6 прашања со различна тежина и нивоа, каде што наједноставното ниво е со заокружување и како што се качуваат прашањата до 6-тото стануваат се посложени. За да децата, еве го и тестот, например, за 8 оделение, каде што е малку посложен, значи има истата страница од 4 оделение, има уште еден текст дополнителен, значи дупло поголем. Сепак има 14 години тука. Да, и слични прашања. Што баравме? Баравме децата, како што бараат на меѓународните тестирања, најпрви да го прочитаат текстот, да го разберат, да сватат што има внатре. Го читаат еднаш? Еднаш го читаат. Не, може уште еднаш, може два пати да го прочитаат. Јас им оставив доволно време за да може да се комфортни во одговарањето, не ги брзав. Например, на меѓународните тестирања по саат 2 им го прават тоа, ги оставаат да одговараат на прашање. Овде беше релативно едноставно, но интересираше дали децата го разбрале текстот. Дали на прашањето што има во текстот. Потоа, што е најважно во текстот? Што разбравте ви од текстот? Која е пораката на текстот? И на крај ги прашувавме, а кој е вашето мислење за ова? Или кој е вашиот личен став? Како стануваат потешките нивоа на одговори, децата се послабо одговараат. Додека на првото, второто и третото прашање и до некаде има некаков резултат, на четвртото, петото и шестото веќе децата не знаат што да заокружат, не знаат што да одговорат. Станува комплицирано затоа што веројатно не се учени така тоа да се бара од нив. Се бараше логика, се бараше мала синтеза на тоа што го прочиташ, се бараше во една тема да откријат кои се внатре другите две важни подтеми. Не само на прво читање да кажеш што дека е загаден воздухот во Скопје. Дека е во насловот, дека е загаден воздухот. Но требаше да одговорат некои прашања, текстот е за причините за загаден воздух. Или текстот зборува за последиците од загадениот воздух. Тестот зборува за што всушност не чини, што све е расипано, какви се последиците на и така натаму и така натаму. Децата не беа подготвени, од прва одговараа, немаше никакви посебни подготовки, но резултатите се исклучително слаби. Нивото на мерење беше од 0 до 30 бодови, децата едва и да стигнува меѓу 9, 10, 12. Многу голем дел од децата не стигнаа ни до половината на овие бодови. Што е наш заклучок дека децата всушност резултатите ги повторија резултатите што ги имаат и на меѓународните тестирања. Знаете, во меѓународните тестирања исклучително мојот тим и јас добро се подготвивме за ова истражување, читавме све што има и за PIMS, и за PIRLS, за TIM, за PISA. Таму имате прашања во низа.
Ќе добиете еден текст за кој не знаете од каде и од кој континент, каква тема е. Потоа ќе ви бара да одберете нешто и да кажете. Потоа продолжуваат на следната страна со друго прашање, со уште посложен текст кој се однесува на првиот текст. И така до третото прашање, каде што толку сложено станува, што нашите деца не се научени. Нашите деца не читаат, не се трудат да разберат што ќе прочитаат, не се работи со нив доволно. Има еден континуум на вештини што децата според мене, јас долго време се бавам со образованието, кој мора секојдневно да ги вежбаат на методот читање со разбирање. Природни науки се други тестови, сосема поразлично. Но ова, читање со разбирање. Децата треба да научат да слушаат, значи да имаат внимание, да внимаваат, да слушаат. Треба да научат да читаат. Треба да научат или да вежбаат раскажување на она што ќе го прочитаат. Потоа, да пишуваат. Тоа исто го проверивме. Една од варијаблите за ракописот, подоцна ќе го споменеме, потоа да говорат пред други, пред класот. Че не може еден ученик да заврши 9 години образование, да не излезе ниту еднаш пред класот да зборува. Да раскаже лекции. Не ова, дали го знаеш ова прашање, нешто да зборува, да комуницира. Исто така, да дискутираат, да дебатираат. Они мора да научат да дебатираат за одредена тема и најтешко од све е нашите деца да дознаеш личниот став или кое е нивно лично мислење за одредена тема. Освен сите овие техники што можат на било кој текст да се вежбаат, децата мораат да научат да разговараат, да мислат и да дебатираат за решенија. Они мислам дека на тој начин не се работи, не се тие техники кои се употребуваат кај нас. Кога они би разговарале за проблеми, тогаш би дошли и до некое решение. И она што мене многу ме интересираше, употребата на дигиталната технологија меревме дали децата прават подобри резултати на текст или тема што е позната, што се потврди со загадувањето од Скопје, додека на тема што со која првпат се среќаваат, многу тешко ја совладуваат. Совладуваат теоријата како теорија или што им е тешко? Тешко им е, немаат првен внимание да го исчитаат текстот. Потоа кога ќе го читаат уште еднаш. И кога ќе дојдат кај прашањата, не беше дозволено да ги одвојуваат страниците, не можеа да вртат напред-назад колку сакаат. Има и независни варијабли, но они едноставно не знаеа што се бара на некое прашање од нив. Не знаеа што треба да одговорат. Не може да свртат. Па можеа да вртат. Ама кога пишуваа потоа сваќавме дека они не знаат што се бара во прашањето. Дајте ни ваш личен став. Или што мислите зашто оваа тема важна? Или кажете ни што има во тој текст. Има еден текст, расказ измислен за една населба во Скопје, тоа е фикцијата, дека се случило нешто, кражба, некој лош настан на првата страна за четврто оделение, инаку тестовите се нивелирани, независно дали си четврто или осмо, требаше да имаш слични резултати, бидејќи дупло беше полесен овој тест од четврто оделение. Но на втората страна се вметнуваат и ликови, што се случува, има причинско-последични настани, па фамилиите на децата. Една убава игра. Нашите деца едноставно на текст кој првпат го читаат, немаат внимание и не размислуваат логички, не бараат решенија и немаат заклучок личен го прочитаат, јас ова го мислам за ова и ќе одговарам во една реченица. Ова е нивото всушност ние што го имаме во основното образование и разликите меѓу четврто и осмо ми даваат за право, бидејќи четврто се многу послаби од осмо, имаат слични текстови по тежина. Овие деца што лани беа четврто оделение. Добро. Кога ќе дојдат осмо оделение, ќе бидат многу послаби од децата што се сега осмо или девето оделение. Значи продолжува падот на квалитетот во основното образование, квалитетот на резултатите што се создаваат. И наитно треба да се преземат мерки од сите. Тоа сакав да прашам. Сите фактори што се вклучени во сето ова, и институциите, и начинот на кој се работи со децата, да се промени начинот со кој се работи со децата, многу порелаксирано. Не е важно дали ќе им даете 40 лекции од нешто, кога они на 2-3 лекции вие треба да ги научите што треба да прават. А потоа можеби оние што се интересираат и сами ќе ги прочитат следните 20 лекции. Не е во квантитетот, туку во начинот на кој се работи со текст. Доколку ова го совладаат, ние ќе постигнеме многу со децата, многу полесно ќе преминуваат потоа во повисоките нивоа на образование. Бидејќи сте биле дел од извршна власт, заменик министер за образование, колку институцијата Министерство за образование е моќно ова да го промени? Како и каде треба да се детектираат овие проблеми? Министерството за образование е еден организам, механизам кој треба да ги искористи сите сознанија, сите истражувања, да ангажира тимови,
да ги користи институциите како што се Бирото за развој на образование, странски експерти, државниот испитен центар. Ги има на располагање сите механизми да тоа го направи. Но дури некаде во некој сегмент да успеат, например, да се поправат наставните планови, наставните програми, да се разубават, да се модернизираат. Никој не гарантира дека тие подобри наставни планови и програми, тие четива или тоа што се чита, дека наставниците на вистински начин тоа ќе го одработат со децата. Дури да го има тоа прво, второто нема. Но тука веќе има системски слабости кои со години се провлекуваат и не е тоа проблем од вчера, сите ги знаат проблемите, се е послаб наставен кадар, педагошките академии веројатно не произведуваат кадар кој доволно може да се носи со новото време. Наставниците ни се жалеа во училиштата, бидејќи поминавме неколку недели со нив, дека се помалку се мотивирани децата, дека не се работи, дека едноставно сите елементи се опаднати и резултатот ќе биде се полош. Нема ниту да стагнира. Ако Министерството за одбрана сакава да го поправи, ќе треба да го стегне целиот систем и да ги задолжи за образование, се извинувам, да ги задолжи сите да малку посериозно и малку подинамично се одработи тоа. Не треба можеби секогаш да се брза со закон, можеби треба да се поработи на терен со училиштата. И знаете што е? За мене беше фрапантно што во Скопје детектиравме дека во две општини урбани кои треба да имаат ист резултат, имаат многу различни резултати. Че едната општина е многу подобра од другата. Во училиштата има големи разлики. Во едно урбано училиште, основно училиште во Скопје, во било која општина, не сме да има разлика од друго училиште основно во друга општина. Ние мислевме дека Скопје е нивелирано некако и дека квалитетот во Скопје е најдобар. Исполнено дека во Скопје има многу разлики меѓу училиштата. Некаде се работи подобро, некаде немавте ресурсите направите во внатрешноста или во рурални? Не, ние еден мал тим го работеше ова, многу долго време го работевме. Може да се прошири истражувањето, но ќе треба многу поголема поддршка од сите институции, затоа што не е лесно да се организира ова, но го имаме инструментот. Им предложивме на државниот испитен центар на Бирото да им презентираме од техничка и експертска страна како го изведовме ова, какви се резултатите, како реагираат децата и може да се и државниот испитен центар е ни надлежен да ги спроведе овие национални тестирања. Ова беше едно методолошки цврсто, заокружено, релевантно истражување кој покажа многу сознание ни даде. Особено во тие работи што ги меревме намерно. Дека и дигитализацијата има влијание, да. Што гледаат и колку време се на телефон. Ме интересира да ги кажете јавно сега на одите од четвртоделенците и осмоделенците, колку се на мобилен телефон и што содржини следат што гледаат и колку тоа влијае на крајниот резултат. Тој резултат веќе го објави во јавноста, но еве може да го повториме. Колку што се зголемува времето на мобилен телефон, толку до одреден момент растат резултатите или ова што децата го постигнуваат, но кога ќе се претера, кога ќе одат цел ден, кога ќе заокружат дека е цел ден на мобилен, веднаш им паѓа резултатот. Значи во денот не останува место за ништо освен со прстот на некои слики. Ниту за физичка активност, ниту за читање книга. Да, значи ниту за дружење. Гапот е дека после четврто оделение престануваат да читаат книги децата. Во осмо оделение гледаат само видеа. Што е тука, на некои независни варијабли покажуваат добри резултати, на некои не од ова истражување. Пример, спортот и физичката култура имаат позитивна корелација со резултатите на децата. Што повеќе спорт и физичка култура, подобри резултати. Активна комуникација на децата, понекогаш можеби слушалките што ги гледаме, доколку слушаат, не знам, учат странски јазик, слушаат музика, комуницираат со некого. Активната комуникација добро дојдена. Умереното користење на мобилните мрежи, можеби малку заради комуникацијата, но апсолутно користење на времето за видео гледање, користење времето за видеоигри, имаме математички прецизно дека нивните концентрации паѓаат, дека постигнуваат се послаби резултати. Овие деца од четврто оделение може да трпат до 1 час некаде на мобиле. Се на тоа е контрапродуктивно. Поголемиве исто така може да им се дозволи, но кога веќе еве во нашиот пример 24% од децата од осмо оделение цел ден се на мобиле. 24%. Знаете ли што секој четврто дете во нашето основно образование цел ден на мобиле. Тоа е негативно. Резултатите паѓаат. Дигитализацијата умерена, вештините можеби ако добро се пренесат, но овие резултати зборуваат дека не се од таа дигитална технологија е позитивна. Но има и елементи каде што може да се
децата да им се дозволи слободен избор, што повеќе активност, движење, повеќе комуникација активна, да им, значи во оној момент кога заглавуваат на видео и на видеоигри, што се случува? Они стануваат пасивни. Децата не стануваат пасивни. И уште 10 придавки околу нив. Значи пасивни, они ништо не прават, само гледаат. И целото нивно внимание во еден филм, во една видеоигра. Колку се изморува мозокот после да зема да читаат? Дали можат да учат после 3 сати гледање на мобилот? Им се одзема и она малку активна енергија што имаат за да ја потрошат на некаква комуникација, на читање, на комуникација со некои другари и така натаму и така натаму. Значи имаме богатство од резултати што може да бидат искористени од институциите во насока на подобрување на нивните резултати. Ракописот морам да го споменам. Таа варијабла не ни беше планирана, но имаше прашање каде што мораше да одговорат, да напишат, со молив, со пенкало, како сакаат. Фрапантни се резултатите и тука. Од онаа општина, една општина меревме со ракопис, 47% од 583 деца, 47% имаат нечитлив ракопис. Не се разбира што пишуваат децата. Подготвени за доктори. Па не знам зашто се подготвени. Да се пошегуваме само. Оние деца што имаат одличен ракопис, се овде со резултат, кај оние деца што имаат читлив, нешто помалце, но се уште се добри, но овие што имаат огромен процент на нечитлив, лош ракопис, неписмен ракопис, непочитување ни едно правило што го учеле во училиштето, тие деца ако не се поработи со нив, ќе останат на тоа ниво и ништо друго не можете по тоа да направите. Значи треба да се врати и таа вештина кај децата. Убаво пишување, читање, слушање, говорење, активност, но да не ги направиме децата корисници на пасивни, на користење на намерни, активни пропагандни содржини, видеа, некои јутјубери, не знам на кој меридијан си играат играчки, нашите деца тоа го. Не само нашите деца, и другите деца го прават тоа. Но кај нас ова многу негативно се изразува, се одразува. Имаме многу лош резултат. А ако ги отвориме дневниците, сите имаат петки. Тоа е веќе друг проблем, не се бавевме со тој проблем во истражување. Не збориме сега друга за нездржување. Веројатно е така, да. Битката и трката по петки за запишување на цело семејство е таа битка секогаш веќе наназад со години доведува до такви оценки. И не знам како да се одбранат училиштата. Сега веројатно не нашле начин наставниците училиштата, можеби и на тоа ќе треба да се поработи. Јас го знам, затоа сакам вие да го кажете колку од основците читаат, осмоделенците читаат книги, што покажало истражувањето. Па од осмоделенците книги читаат, каде беше резултатот, сега ќе ви го кажам. Јас го видов, сакав да искочи од вас, затоа што е стварно фрапантен. Само 6%. Само 6%. Од целиот примерок што го меревме на ова прашање, што најчесто правите од текот на денот, само 6% читаат книги. Од осмоделенците, а четвртоделенците, денес е пето и девето, тие истите деца, веќе остануваат на 37%, но тука паѓа тој процент и се префрлуваат на видео, каде што видео гледаат 62% од осмоделенците, а 43% од четвртоделенците, и тој преот е многу лош и негативно влијае. Колку овој резултат покажува или влијае на тоа што немаат своје мислење, не знаат да раскажуваат, да прераскажуваат, да најдат што е под тема во еден текст? Па на презентацијата имаше и психолози, имаше и познавачи на образованието, велат дека не им се развиваат когнитивните елементи во нивното размислување, во мозокот, во мислењето. Кога работите умствено, оваа машина мора да работи, да процесуира, да префрла информации. Доколку работите постојано, тоа ќе се развива, доколку не работите, тоа ќе стагнира. Значи, когнитивните способности растат со читање, со љубопитност, со комуникација, со читање на најразлични содржини, со активност. Децата мора да се, значи, доколку когнитивните не ги развивате елементи, потоа афективните се исто, и овие сознајните или она што велиме учење на памет или учење на податоци, кои ќе ги поврзисте сите тие, даваат лош резултат. Значи, треба да се работи со децата на намерни текстови, на текстови што децата сакаат да ги видат, за да не еден ден добијат текст со некаква содржина што
Они воопшто не знаат дека постои некој град, некоја активност, некои луѓе. Че мора да знаеме што постои во светот, но не да учиме на памет, не само механички да прераскажуваме, туку да направиме, учат наставниците, имаат Блумова таксономија, имаат најразлични обуки, знаат за што се работи, но треба да се работи со децата, колку и да децата не се мотивирани, колку и да децата треба да се седнат. Знаете, јас ќе го повторам, со години зборував нешто. На оние 10% талентирани деца не им требаме. Тие деца ќе стигнат каде сакаат, тука во странство на некој странски универзитет, ќе бидат добри инженери, доктори, тие деца. Ние ова го зборуваме, го работиме за оние 60-70% деца што се во основно образование, а кои ни требаат во општеството. Кои се потенцијал. Потенцијал за економија, за образование, за било каде може потоа, но тие деца мора да ги образуваме за да имаме активни, мислечки граѓани, да знаат што се случува, па понекогаш и да побараат тоа што им треба, но да имаат самодоверба, тоа сакам да ве прашам и следно, колку е битно тука основањето на самодовербата, со начинот на знаење, со начинот на докажување и така натака. Децата имаше едно прашање колку верувате што ќе постигнете. Огромен резултатот дека веруваат што ќе постигнат. Но тоа што го постигнуваат, значи. Оптимисти се дека ќе постигнат, се задоволни од улогата на родителите. Родителите или ги гледаат или работат со нив, се тука се околу нив, но резултатите само на овој тест покажуваат дека децата не ги даваат соодветните одговори што ги баравме од нив. Благодарност до децата што соработуваа со нас, благодарност до наставниците, но резултатите се такви. Подобро сега да се освестиме и да ги разговараме, отколку по 5 години пак истото да го. Исплашени беа пред да полагаат, знаеа кои ќе бидат одбрани да испитувани. Не беа исплашени, беше кажано ова не е за оценка. Дека ќе направиме една симулација на едно не тестирање, туку една вежба во која сакаме да видиме како они читаат текст и како одговараат на прашања поврзани со тој тест и одлично соработуваа, но не успеа да ги достигнат нивоата што се бараат. Тоа се истите и резултати на PISA што се добиваат. Кога ќе дојдете до највисокото ниво, само 0,2% од децата наши на PISA одговараат на овие методи, имаат такви резултати. И на онаа крива нормална што ја добивме на ова истражување, страната каде што треба да имаат бодови од 15 до 30 е празна, речи се кај децата од четврто одделение, као осмо нешто поправено, но не би требало така да биде. Постои еден простор каде што може да се работи со децата, но треба да се работи. Нормално ова е само едно истражување, можеби некои наредни резултати ќе покажат полошо или подобро нешто, но мислиме дека спроведовме едно многу прецизно истражување во кое ги добивме овие податоци, мислиме дека се релевантни. Девојчињата повторно подобри од момчињата. Да, тоа е стандард меѓународен. Секогаш имаат подобри резултати, многу подобри резултати. И теоријата вели или добрите познавачи на разликите меѓу машки и женски ученици велат дека девојчињата се поорганизирани, повеќе време посветуваат на домашни работи, повеќе им е значајно што наставничките или наставниците попедантни се сигурно. Попедантни се, им е значајно мислењето на наставниците што ги имаат на тие нивоа спрема нив и сето ова е еден збир на работи што ги прави поодговорни, подисциплинирани, попедантни, кај машките веќе поинаква е, психолозите велат порано велат, а они сакаат да се истрчаат, сакаат да се буткаат, сакаат тоа е природата на. Да, но во друга страна, па физичките активности и спортот покажуваат кај сите дека има добри резултати и тоа треба да се развива. Веројатно јас не ги споменав уметностите, не се бавевме со тоа, исто важен дел, но работа со текст, читање на текст, од мал мораш да го научиш. Една страница, потоа другото полугодие 3 страници, па следната година 5 страници, па 10, така ние во науката пишуваме. Вие кога ќе дојдете на некој високо ниво на школување, докторски студии, не ви даваат одма 100 страни да напишете или 200, почнувате со 5 страници, ги браните тие, потоа одите на 20 страници, па на 50. И сето тоа така се учи, ништо преку ног нема. И тоа скалесто учење мора да се примени во основното образование. Имаме добри деца, имаме квалитетен простор физички, ние не смееме да правиме слаб резултат. Можеби условите се такви, можеби општеството притиска, може имаме негативни процеси, но ништо не спречува да работиме понапорно на нашите деца да направат подобар резултат. Сакам да го искористам вашето присуство тука во однос на законот за високо образование, ова до сега податоците од истражувањето како заменик министер, бив заменик министер за образование, не сакам да мешам политика, најмалку од тоа како експерт ве прашувам, вие сте доктор по науки. Кое е вашето мислење за трите закони за високо образование? Ве денеска премиерот лично кажа дека овој закон можел да врати дел од
односно да ги задржи, да ги задржи младите во државата. Министерката кажа дека се прифатени доста забелешки тука. Што мислење имате вие? Не сме виделе по ова прашање во Ова е пакет на 3 закони всушност. Јас учествував во внатрешните дебати и на УКИМ и на во МАНУ бев кој имаше дебата, ги слушавме дебатите. Овој пакет на закони или 3 закони треба да се разгледува како сериозен обид на владата за подобрување на резултатите. Тоа е несомнено. Добро. Но состојбите во високото образование и научно-истражувачката дејност не се расипаа овие 3, 4, 5 години. Состојбите 20 години наназад се расипуваа. И ако се успее да се направи некаква позитива или да се подобрат работите, во ред. Значи, треба да сме одговорни. Ние во системот на образование треба да сме поодговорни. И да работиме и да го остваруваме тоа што го бара, можеби оние што ни ги обезбедуваат условите законите, но УКИМ во исто време истото го бара од нас. Во овие неколку години се преземени многу активности, се формирани совет за квалитет, се прават напори да се објавуваат повеќе трудови и така натаму, и така натаму. За жал, ефектите од овој закон ќе дојдат прво ќе дојдат за едно 5 години сигурно. Значи, имаме искуство со 3-4 вакви системски закони, ова се сложени, тешки закони. За првите ефекти од овој закон да ги видиме, можеби ќе се оствари тоа што го велат и премиерот и министерката. Но тоа ќе го видиме дури за 4-5 години. Преку ног нема успех тука. Во однос на рангирањето, должен сум или сакам да кажам дека рангирањето на светските листи се прецизни, се строги. И навистина тука не сме добри. Да, има критериуми како растеме. Па има, значи не е едно рангирање, не е само Шенгенска листа, има и Webometrics, има QS, има и други. Навистина последниве години отсуствуваме, не само ние, и други. Ретки се тие универзитети што ги достигнуваат тие стандарди. Но ајде да разговараме како понатаму. Ако УКИМ почнува да си ги прави своите работи, јас мислам дека има работа и за Министерството за образование и наука. Еве еден отворен предлог за Министерството за образование. Значи, да откриеме, главната тајна можеби не е тајна, дека се расте на овие рангирања. Збориме сега за УКИМ. УКИМ е единствен универзитет кој има потенцијали да дојде на таква листа. Другите немаат толка потенцијали. И помали се и... Па и помали се. Еве да го потребиме словенечкиот модел. Добро, што велите? Со денови ги читам нивните искуства и на многу други земји. Словенечкиот модел вика, бидете фокусирани со ресурсите, значи не давајте на 6 места по 100.000 евра, туку дајте ги на едно место, потоа концентрирате го квалитетот на професори, тоа ни го направија на Лјубљанскиот универзитет, потоа да земеме еден или два универзитети или уште поконкретно еден или два истражувачки центри. Еве ја го нудам мојот Институтот за социолошки и политички правни истражувања. Значи ние имаме во овој момент сме во одлична кондиција, на пример, имаме добра меѓународна поврзаност, имаме еден меѓународен Еразмус проект, одиме со друг, конкурираме, имаме добра поставеност. Значи, еве, да се обидеме, минатата година МОН подели ресерч грантови, за истражување грантови, ги подели на многу места. Јас гарантирам, доколку на едно место или две се дадат овие грантови оваа година, да видиме колку, 10 пати ќе има поголеми резултати. Зашто? Затоа што ресурсите ќе бидат концентрирани. Можеме нашиот институт да го направиме хаб. Ма да се најдат другите? Не, видете, значи вие можете да дадете на 6 професори, на 6 различни универзитети да направат по едно истражување, мало. Кога би имале ние таков ресурс или такви финанси или такви можности, ние ќе ги вклучиме сите добри професори и научници од социологија, од политички науки, од менаџмент, од комуникации на едно место, да може да се здружиме. Па потоа да аплицираме заедно проекти, да истражуваме, да објавуваме. Не е само објавувањето. Тоа не е толку голем проблем. Најголем проблем е дали ќе ве цитираат. Да. За да ве цитираат, не можете само во клината на Скопје да истражувате. Треба да истражувате цел Балкан. Тоа и се бара, тоа и значи, ние без ресурси не можеме. Тајната на Србија, значи тајната на Лјубљана е фокусирање, ресурси, концентрација. Тајната на Белградскиот универзитет кој е? Они имаат релативно стар универзитет кој има добра репутација, но имаат многу списанија кои се веќе во Web of Science и Scopus. Они имаат домашни списанија каде што може да објават, каде што стигаат. Да, имаме малку објавено. Ајде нека не поддржи Министерството за образование и наука преку нивните ресурси и фондови, ние да ги збогатиме, еве едно списание да го направиме конкурентно со нивните, па тука да објавуваат сите наши во оваа држава, сите универзитети. Значи, ако потребиме словенечкиот модел, јас гарантирам со тие ресурси во кратко време за 10 пати повеќе ќе има трудови во елитни списанија, ќе бидеме цитирани
ние нашиот институт е веќе мрежен, веќе сме членови на неколку асоциации и тоа морам да признам дека се случи во изминативе 3-4 години. Активно работење, добар кадар, луѓе кои сакаат да работат, универзитетот многу ни помага и мислам е подобро да разговараме за вакви начини како да ги оправиме работите. Значи Словенија и требаше 10 години и повеќе да го направи тоа. За 5 години УКИМ може да влезе во првите 1000, а за 10 години во првите 500. Но ако работиме на начин кој го објаснува во овој момент. И уште една работа само за крај. Знаете што не слушнав во сите овие дебати? Бев на многу дебати, разговарав. Значи не слушнав еден збор кој гласи доверба. Доверба. Значи Министерството за образование и наука мора да ни верува. Да ни верува затоа што ние сакаме да работиме, можеме да работиме, само малце да се организираме подобро. Таа доверба, ако ни ја подари, ние ќе вратиме 10 пати. И мора да ни даде, иако да, тоа се правила на игра која што треба вие да ги почитувате и да ги практикувате. Политиката на владите е секаде. Тоа беше на нас, сите министри за финансии истото кој кажуваат. Не ни даваат кадрска автономија, не ни даваат финансиска автономија. Че ние да си ги одбериме луѓето кои ќе работат во нашите институти. Тимот е ваш. Да, значи, а потоа нека бараат уште построги критериуми. Доколку вака работиме, јас гарантирам на Министерството, доколку имаат поголема доверба во нас, нека дадат можност да пробаме дали можеме да постигнеме подобри резултати. И таа автономија не е нешто абстрактно што ние го бараме. Само сакаме малку подинамично да работиме и да не пратат. На тој начин побрзо ќе се уништи неквалитетот, оние силни универзитети што беа формирани, факултети, не знам, а кој ги даваше тие силни студиски одобрувања за програми? Па не ги давав нити јас, нити вие, па нити сегашната министерка. Ги дава наназад многу. Па едно време се сеќавате имаше 23-24 факултети со акредитирани студиски програми за правни науки. Засепкани на... Значи, ако на овој начин можеби квалитетот ќе излезе, а ова другова ќе се оди. И благодарам на времето, но прв пат јавно говорам за овие закони, а не тангираат ни значајни. Нашиот институт има научна дејност во своите основи. Сакаме да работиме, сакаме поголема доверба, сакаме ресурси, сакаме заедно да сме партнери со Министерството. Немаме намера ние да критикуваме овој член или оној член. Наша заедничка е оваа цел на Министерството, на владата и на нас, пред се на УКИМ. Затоа што еден ден можеби некој ќе седи на оваа столче, па ако има за МАНУ посебен закон, дајте ни за УКИМ посебен закон, па да видиме кај се ресурсите. Може да се отворат уште 3 универзитети, колку сакате да вложите луѓе, но тајната е во истражување и развој. Ако тука вложите пари како што вложија словенците, ние имаме 0,2-0,3. Словенците со години имаат 2% од бруто националниот производ и од тоа не е големо, но ова е за Балканот е сериозна сума и препораките во наредниве 10 години ова да го правиме. Имате држави каде што има по 4-5% само за истражување и развој, посебно за високо образование. Има што многу да се зборува на овие теми. Ќе ви се благодарам тука што ексклузивно ги презентиравте овие податоци од истражувањето во аргумент. Ви благодарам за мислењето за пакетот закони за високо образование и секако и за гостувањето. Почитуваници, надевам дека и денеска го задржа вашето внимание. Ви благодарам на довербата и останете со програмата на телевизија 24 од мене пријатно.